Аладин и волшебната лампа. Многу одамна си живееше еден кројач по име Мустафа. Тој имаше син по име Аладин. Аладин никогаш ништо не работеше. Поради тоа, татко му беше многу несреќен, а мајка му го молеше да се измени, но залудно. Еден ден Мустафа се разболи, а потоа и умре. Времето минуваше. Еден ден, додека Аладин си играше, му пријде еден странец и го праша: "Дали си ти синот на Мустафа?" "Да," одговори Аладин. На тоа странецот рече: "Јас сум помладиот брат на твојот татко. Оди и кажи и на мајка ти дека сакам да ја оддадам почит." Всушност, странецот беше еден итар волшебник од Африка. Аладин потрча и раскажа на мајка си за странецот. Таа му рече: "Знаев дека татко ти сепак има брат, но од секогаш мислев дека е мртов." Но таа сготви вечера за него и му кажа на Аладин да го донесе. Волшебникот пристигна во домот на Аладин со многу подароци. Го праша Аладин што работи. Аладин засрамено ја наведна главата. Тогаш волшебникот му понуди да му отвори дуќан и да му купи нова облека. Следното утро Аладин го придржуваше волшебникот за некоја работа. На крајот пристигнаа до две планини, одделени со тесна долина. "Стигнавме до целта," рече волшебникот. Потоа фрли некаков прав на земјата и промрмори некакви волшебни зборови. Одеднаш на земјата се појави бакарен прстен. Кога волшебникот го повлече прстенот, се појавија скали кои водеа кон една голема врата. "Оди долу," рече волшебникот. "На крајот од скалите ќе најдеш на голема сала полна со разни богатства. Ќе најдеш и една стара лампа за осветлување." Волшебникот му даде на Аладин еден прстен, велејќи му дека ќе го спаси од секаква неволја. Аладин го послуша и се спушти во салата. Таму возбудено грабна неколку златници, ќе зеде лампата и побрза да се врати. Кога стигна до излезот, волшебникот му рече: "Побрзо дај ми ја лампата, извади ме надвор и потоа ќе ти ја дадам лампата," извика Аладин. Тогаш волшебникот многу се налути и изговори неколку волшебни зборови. Одеднаш дрвената врата се затвори, а Аладин остана затворен внатре. Аладин беше исплашен и нервозно ги триеше рацете. При тоа го протри и прстенот. Наеднаш се појави еден дух. "Која е вашата желба, господару?" праша духот. Аладин одговори: "Врати ме дома." И веднаш се најде пред својата куќа. Кога влезе дома и раскаже на мајка си што му се случило. Бидејќи дома немаа храна, Аладин помисли да ја продаде старата лампа за да купи храна. Мајка му почна да ја чисти и брише лампата и тогаш ненадејно се појави уште еден дух. "Која е вашата желба, господару?" праша духот. "Донеси ми храна," одговори Аладин. И за една минута пред нив имаше многу вкусни јадења во сребрени и златни чинии. Аладин и неговата мајка почнаа да живеат удобен живот. Еден ден кралот нареди сите граѓани да останат во своите куќи, бидејќи принцезата треба да помине низ пазарот. Аладин љубопитно погледа низ прозорецот за да ја види принцезата. Веднаш штом ја виде, се заљуби во неа и кажа на мајка си дека сака да се ожени со неа. Аладиновата мајка дојде до палатата за да го види кралот. Кога кралот ги виде блескавите скапоцени камиња кои му ги покажа таа, се согласи Аладин да се ожени со принцезата, но под услов да изгради дворец веднаш до неговиот, со помош на духот. Аладин лесно ја исполни задачата и се ожени со принцезата. Во меѓувреме волшебникот дозна дека Аладин се оженил со принцезата. Еден ден, кога Аладин не беше дома, волшебникот отиде до неговиот дворец преправен во трговец и извика: "Нови лампи за стари! Нови лампи за стари продавам." Принцезата го слушна и си помисли: "Дома имам една стара лампа која Аладин ја чува во краденецот. Ако ја заменам за нова,
тој сигурно ќе се израдува. Принцезата му ја даде лампата на волшебникот. Веднаш што ми ја доби лампата, волшебникот му нареди на духот да го префрли дворецот на Аладин во густите шуми на Африка, заедно со принцезата. Кога се врати, Аладин го бараше дворецот, но залудно. Потоа го протри прстенот и се појави духот. Врати ми ги жената и дворецот, рече Аладин. Не можам, одговори духот, но можам тебе да те префрлам во дворецот. Аладин и принцезата беа пресрекни што се гледаат повторно. Принцезата му раскажа како ја измамил волшебникот. Аладин и рече: не грижи се, ќе те спасам од волшебникот. Стави му отров во пијалакот. Подоцна принцезата му рече на волшебникот: ќе се омажам за тебе, да наздравиме со пијалок. Кога волшебникот се напи од пијалакот, веднаш падна мртов. Тогаш Аладин влезе во собата, ја зеде лампата и ја протри. Духот се појави и го врати дворецот на своето место. Во меѓувреме, кралот беше загрижен за Аладин и за неговиот дворец, но едно утро погледнал низ прозорецот и го виде дворецот на своето место. Неверувајќи ги протри очите и веднаш побрза во Аладиновиот дворец, каде Аладин и принцезата му раскажаа што се случило. По ова, Аладин и принцезата живееа среќни до крајот на животот.